мажите повеќето од времето мислат на секс. Па ја мислам, што и да го советувам, веројатно нема да ме послуша. Скри се, потисни го и упу, не се важи. Како велеат The Cure, boys don't cry. Малитерај. Мажите попрво би зборувале за спорт, политика и што било друго, отколку за нивното ментално здравје. Мислам дека е точно, да. Мислам дека е точно. Можеби тоа е поради она потребата да се сите да знаат дека тие се оние јаките. И оние мажествените и оние кои што одлучуваат за се. Не знам, можеби. А при тоа да, можеби е спортот и политиката и се она што се случува наоколу нив, некој вентил, филтер за да се тргнеме од секојдневијата. Апсолутно да, дури и повеќе од тоа. Можеби тоа помага за нашето ментално здравје, кога се избориме за спорт. Да прашате некој 20 години, веројатно не ни знае што е ментално здравје. Повеќе се зборува, особено по услови на светско првенство. Кај ќе зборуваш ти за ментално здравје тоа? Новата генерација е многу поотворена и спремна и сака да зборува за себе. Па углавно ние би збореле за све попрво него за нели тоа ментално здравје. А за кои работи жените мислат дека ги разбираат мажите, а всушност не е така? Жените не можат да разберат како се осеќа мажот, особено кога сака нели да се скуки, кога му се раѓа нели дете, има различен тип нели на како се вика притисок и не знам, многу е смешно, баш онака сме биле сите ние сведоци кога не знам жената се нели пораѓа, а нели мажот паѓа у несвест. Дека се зависи од нив и дека доколку тие нема да направат нешто, работите нема да тргнат како што треба. Колку жените очекуваат од мажите да бидат еднаков дел од домот, истото важи и за другата страна. Жените мислат дека мажите повеќето од времето мислат на секс. И жените мислам дека многу подлабоко навлегуваат за секоја своја проблематика. Но не значи дека ако мажот е затворен или ако не зборува дека нема емоции или дека не го мисли тоа. Не знам која жена мисли дека мажот ја разбира искрено или мажите ја разбираат, но мислам дека мажите женската енергија, структура, менталитет слично никогаш нема да го разберат. Тоа ти е онаа ситуација како кој ќе има добиено женско и кој ќе каже на мачко, знаеш, имам леле, знаеш ли какви проблеми. Знам, те разбирам. И што ти мајсторе не разбираш, така што Сите мажи се исти, исто како што многу мажи го мислат тоа за жените. Секое битие без разлика на род или пол има своја лична приказна и свое право на избор. Кој е највредниот совет што си го добил, а за кој сметаш дека те направил подобар маж? Поспоро е подобро. Имаш право на храброст. Можеби немаш право на све друго, али имаш нели право на храброст и тоа право никој не може да ти го земе. Вика, не ставај уво позади туѓа врата, ќе ги чуеш своите мани. Диоген што вика земал свеќа сред бел ден да најде човек. Мислам тоа кај нас е баш онака, треба сите со свеќи да шетаме овде, ако го слушаме него. Али мислам дека да станеш добар човек е мислам најтешката варијанта. Да бидеш добар маж не значи ако имаш мускули дека си добар маж. мислам дека едно од најдобрите совети кои што ги добивам во последно време, полека чекај, нека помине време, размисли. Дента пред да не депортираат, мојот ментор дојде до мене и таа ми рече: Васил, ти доаѓа момент на многу солзи и те молам секогаш кога ќе заплачеш, на сила насмеј се. Имаш право на храброст. Можеби немаш право на све друго, али имаш нели право на храброст и тоа право никој не може да ти го земе. Така да не знам дали тоа ме направило да сум боле маж, али сум сигурен дека направило да сум боле човек. Зашто најчесто се лажат мажите себе си, а зашто најчесто ги лажат другите? Знаеш како ние сме тип на пол што често знае да затрпам нели многу ствари и да се лаже, да се излаже дека утре ќе го реши тоа што треба да го реши денеска или вчера. Така да се лажат околу тоа, а ги лажат другите дека не се слаби. Нели пак за да не се изгуби нели таа условно кажано машкост. Во било кој момент од животот и дека се до толку моќни да го поместат светот
Мислам дека тоа е една наша машка илузија. А од друга страна, зашто го лажат светот? Најверојатно за се она што им е потребно за да се почувствуваат поспокојни и едноставно да престанат другите да ги критикуваат, презираат или некако оценуваат. Да се лажат себе си дека им е потребен кариерен или финансиски успех за да бидат мирни. И најчесто ги лажат жените дека имаат финансиски и кариерен успех. Најлошо е ако се лажеш себе си. Тогаш очигледно ќе ги лажеш сите после тоа. И најтешко е ствари кога се лажеш себе си, а веруваш во собствената лажба. Најчесто, она зашто се лажат мажите и кај жените им мислам дека исто. И си изгубила 5-6 кила, си ослабала малку. Тоа е една од најголеми лаги. Особено мислам дека помеѓу женската популација поприсутно. Леле, што си се разупавила, се изгубила, нема врска. Се поправила 5 кила. Исто и кај мажите. Додуше, кај мажите, кај жените знаат таа љубомора и завист да постои многу. Меѓутоа кај мажите постои тоа, си се поправил 2 кила, некој што нема врска, сака однака мако да те пецне или да ти нашкоди, што би се рекло. Преку ноќ станав мажот на фамилијата. Се сеќавам, му зема 20 дена да го донесат телото од Италија, мајка ми беше во Канада, а јас за време на погребот во Струмица бев на телефон со неа, раскажувајќи за се што се случува. Тој момент би рекол дека е тој клучен момент. Што крие мажот кога вели ништо не ми е? И што е она за кое мажите најмалку зборуваат, а треба многу повеќе да се отворат? Има нели мушко ништо не ми е. Тоа е онака баш буквално сака мажот да сокрие, не сака да збори, а кај жените ништо не ми е, значи ми е нешто, само мораш да си, нели, мораш да ми се качиш над глава за да ти, нели, кажам јас. Мажот самиот смета дека го предефинираат. Дека она што го чувствува можеби нема да биде сватено до крај, а можеби поради тоа што е наметнато во општеството дека мажот треба да е јак и единствено јак, а не ранлив, ќе ја повреди можеби собствената слика на негова слика на човек и маж, сопруг, брат, другар, син и така натаму. Многу често кога викаме ништо не ми е, веројатно и ништо не ми е. Често се случува. А кога криеме дека ни е нешто, а не сакаме да го откриеме тоа, во некои случаеви можеби не сакаме да ги покажеме нашите слабости, но не секогаш е така. Некогаш е можеби затоа што некои работи во нашите глави се покомплицирани од што може да се искаже, и кога би се изнел можеби некој поголем проблем кој што ме мачи, можеби ќе не наруши двајцата во разговор. Или мора професионална помош да се отвориш ако некаков проблем имаш реално. Не само на Балканите, туку и во Македонија, мислам дека мажите воопшто не зборуваат за проблемите кои што ги носат во себе. Јавно, можеби ако имаш некаков најдобар другар или слично на кој што ќе му се победаш, меѓутоа јас имав цела една емисија во мојот подкаст Ивка Врева кој што одеше некогаш за машкото ментално здравје и повеќето од моите гости во низ емисиите кои што поминаа признаат дека плачат скриени некаде во ќош, не знам, во подрум и така натаму. Како велеат The Cure, boys don't cry. Има една кај нас многу лоша девиза кај мажите, посебно на Балкани и во Македонија, тоа е абе напише некој ќе ти помине. Скри се, потисни го и упу, не се важи. Прашај ме како сум неколку пати, па гушни ме. Да можеше, што би го советувал 18 годишниот ти? Да си ја чува главата малце, нели, поише. Веројатно, знаеш како, особено кога си мал, условно, нели кажано, не размислуваш на било какви, нели, последици. Така да би го советувал да биде малце посигурен. Мислам, да не влага у толку опасни и луди ситуации. Дека амбицијата е производ на нашата перцепција, дека форсирањето да се биде идеален е исто така една илузија и дека понекогаш премногу брзаме
она спорина мудрост и некој вид на советување од можеби и повозрасните, треба да ја чуеме, затоа што тоа е нешто што е искуство произлезено од цели децении. Само појако со главата у зидот ќе се скрши. Па ја мислам, што и да го советувам, веројатно нема да ме послуша, бидејќи у тој момент си насочен кон работи кои што после покасно во животот едноставно ги мислиш дека сте тотално небитни. И затоа би го советувал и тој мој 18 натрешен 18 годишник, а и она што требаше сви ми повеќе периодот е дека и поразите и неуспесите се дел од еден успех кој што ќе дојде еден ден. Тоа мене ми се случуваше, јас не очекував дека ќе и би си рекол веројатно, слушај, ако го правиш ти ова сега вака на шега, еден ден ќе живееш од ова. Ти доаѓаат многу тешки и темни години. Продолжи да бидеш автентичниот ти и да се лечиш и чистиш преку твојата музика. И да не дозволуваш тоа што доаѓаш од мала држава да те закочи или омаловажи. Би му кажал само мали терај. Која е твојата порака до сите мажи во Македонија? Да не си става толку многу терет на грб, мислам онаков психолошки, психички терет. Не знам, да бидат храбри, да не носат, мислам да изфрлаат нели токсични мисли од себе и не знам, да не Биди храбар да станеш најдобар пријател со детето во тебе. И да го исклучиш и намалиш гласот на надворешните звуци и совети и да имаш муда да бидеш автентичниот ти со чиста енергија, вибрација и љубов. Малку поотворени, бидете малку поискрени и бидете малку потранспарентни, така се вика тоа, политичарите често го користат кога става збор за вашите чувства, за вашата ментална хигиена, ментална состојба, бидејќи знам еден куп мажи кои што се борат со разни душевни растројства, лоши емотивни моменти, животни порази и слично, а ги кријат во себе и сето тоа за жал не води кон еден нормален живот и кон понатамошни животни успеси. Историски аспект сметам дека, ако како доктор ме прашувате, дека менталното здравје е многу битно. Што порано го сватиш тоа и го сконташ дека едноставно е многу битна работа, многу поедноставно би го продолжил животот. Секој маж да си ги најде трите жени во својот живот и да си ги гушка во своите мисли пред да заспие. Дали е тоа мајка, девојка, Богородица, кои да се трите жени, нека си ги најде секој своите. Се е во ред, се ќе биде добро. На крајот на денот и ти си само човек и ти имаш чувства. Се додека веруваш во себе и своите вештини, способности и отвореноста да бидеш добар човек, добар професионалец и можеби според улогата татко, брат и слично, се ќе биде во ред во животот. Треба само да се препуштиш на животот понекогаш.